Здраво и ќе ме повикам сите, повелете тука напред пред сцената, не мора таму да бегате. Дојдете тука да се собереме и да започнеме со целиот настан. Подобро се слуша кога сте во првите редови. Да направиме гужва за пред камери. Повелете. Поинтимна атмосфера, ајде не мора да сме толку оддалечени едни од други. Сепак се познаваме, не е од денеска проектот. А ова ќе време, добре дојдовте на завршниот настан на проектот Граѓански активизам за остварување на циркуларна економија во управување со органски отпад. Морав ова да го прочитам. Нема многу да ви зборувам за проектот јас, затоа што верувам дека сите присутни тука подобро го познавате проектот од мене. За оние кои што се од страна пак подоцна во текот на денот ќе им објаснам се она што може да видат и зашто сме дојдени тука. Но, пред да го отвориме настанот и да започнеме со целиот тој дел, секако ќе дадам збор на координаторот на проектен координатор од Сдруженијето за Центар за ресурси во животна средина, господјата Тамара Радовановиќ Ангеловска. Повелете. Така, ми се допаднува. Почитувани представници на институциите, училиштата, драги партнери, наставници, ученици, почитувани гости и пријатели. Добре дојдовте на завршниот настан на проектот Граѓански активизам за остварување на циркуларна економија во управување со органски отпад, кој што е спроведуван од Центар за ресурси во животна средина, Ред Северна Македонија, Еколоджик и Сдружение Флорозон. Проектот е финансиран од владата на Швајцарија, од програмата на Цивика Мобилитас, кој што ја координира Македонскиот центар за меѓународна соработка, заедно со НИРАС од Данска и ФЦГ од Шведска. Денеска, овде во градскиот парк, не сме собрани само да ги представиме резултатите од еден проект, туку и да прославиме една заедничка идеја, дека промените започнуваат од секој од нас, од нашите навики, од нашата свест и од нашата подготвеност да создадеме поодржлива иднина. Денес заеднички ја заокружуваме една значајна приказна исполнета со посветеност, креативност и активизам. Во изминатите 2 години, преку соработка помеѓу учениците, наставниците, граѓанските организации, општините и граѓаните, успеавме да покажеме дека малите промени во секојдневните навики може да придонесат кон големи позитивни промени во животната средина. Покажавме дека биоотпадот не е проблем што треба да се игнорира, туку е ресурс што паметно можеме да го искористиме. Преку креативност, знаење и тимска работа беа создадени зелени бизнис идеи, иновативни производи и практични решенија кои не потсетуваат дека циркуларната економија не е само концепт, туку реална можност за подобра животна средина и поквалитетен живот. Особено ме радува што младите денеска се носители на оваа позитивна промена. Нивната енергија, ентузијазам, иновативност, нивната визија се доказ дека иднината може и треба да биде поодговорна кон природата. Денешниот настан е можност да ги видиме нивните идеи, да размениме искуства и да испратиме силна порака дека управувањето со биоотпадот е заедничка одговорност. Само преку соработката помеѓу институциите, граѓанските организации, училиштата и граѓаните можеме да создадеме одржливи решенија за предизвиците со кои што се соочуваме. Заедно со партнерските општини Карпош, Кисела Вода и Ѓорче Петров, започнуваме со селекција на биоотпадот во одредени училишта во мал временски период со цел тој да се компостира во биокомпостари и да се добие компост. Благодарност упатуваме до сите партнери, до општините Карпош, Кисела Вода и Ѓорче Петров, особено до училиштата, до експертите, до учесниците кои прединесоа за успешна реализација на проектот, како и до Македонскиот центар за македонска соработка, владата на Швајцарија и програмата Цивика Мобилитас за укажаната поддршка и доверба. Ви благодарам што сте денес со нас и ви посакувам успешен и инспиративен настан кој ќе го поминеме во една убава и позитивна атмосфера. Благодарам. Малечко сум. Што да правиме? А сега,
Ке го повикам на сцената да ми се придружи Христо Саракинов, председател на Советот на општина Карпош. Повелете, господине. И ви благодарам за поддршката. Добар ден на сите, почитувани присутни, драги ученици, почитувани организатори на денешниот завршен настан од проектот Граѓански активизам за отстварување на циркуларна економија во управување со органскиот отпад. Во моје име како председател на Советот на општина Карпош и во име на општинската администрација сакам да ви се заблагодарам за можноста да земеме активно учество во рамки на овој проект. Проектните активности во изминатите 2 години ги обединија учениците, наставниците и граѓанските организации во една убава цел – подигнување на јавната свест за одржливо управување со органскиот отпад. Учениците и наставниците од општинските училишта, кои беа директни учесници во овој проект, работеа посветено и одговорно во селектирање на органски отпад и негово компостирање во 10 компостари кои се поставени во сите наши училишта. Произведениот компост понатаму училиштата ќе го користат за разлевнување и хортикултурно уредување на училишните дворови. Токму овој проект ги отвори видиците не само кај помладите, туку и кај нас возрастните, не само како родители, туку и како политички фактори и одговорно можам да кажам дека општина Карпош ќе продолжи да учествува и спроведува вакви и слични проекти, кои ќе имаат за цел да ја подигнат јавната свест за селекција на отпадот и циркуларната економија преку управувањето со органскиот отпад. Ви благодарам. Ке го замолам господинот Христо Саракинов да остане на бината, затоа што господината Тамара Радовановиќ Ангеловска во име нели на проектот сака да му врачи и благодарница. Повелете. На Флора Зони на Екологик. Сакаме да ви дадеме благодарница, бидејќи на вистина ни бевте огромна поддршка овие 2 години на проектот, заедно со вашите училишта, заедно со институциите и со луѓето кои што работат во општина Карпош. Заедно работиме да покажеме дека циркуларната економија е возможна со биоотпадот. Ви благодарам. Повелете. Фала. Фала ви. Можем и да те задржам на сцената, затоа што сега е време нели да се запознаеме и со целите, активностите и завршните резултати на проектот. А секако тоа најдобро може да ни го каже Тамара. Повели повторно, микрофонот е твој. Само на кратко, значи ти благодарам Марче. Да. На кратко, бидејќи ова е завршен настан на проектот, сакаме да представиме што со нашите партнери и со сите вас заедно. Кога велам партнери, мислам и на училиштата, и на општините, и на учесниците, на учениците, на наставниците, што успеавме во овие скоро 2 години да направиме сите заедно како резултати и што постигнавме. Како што веќе ви кажав, 3 партнерски организации го водиме овој проект, водени од заедничката мисија дека сакаме да се едуцира населението повеќе за проблемите кои што ги имаме со биоотпадот, но и за можноста да го искористиме во циркуларна економија со цел да имаме една поодржлива средина и да живееме во една поздрава животна средина. Како прва активност која што ја направивме беше едукација на ученици на 20 работилници во биотехнолошката лабораторија која што се наоѓа во Марија Кири Складовска. Биотехнолошката лабораторија е отворена градска лабораторија од град Скопје, меѓутоа ја управува јавното претпријатие Дрисла. Тука сакам да им се заблагодарам и на јавното претпријатие Дрисла за особената поддршка која што ја имавме во овие и континуирана поддршка која што имавме во овие 2 години. Во текот на овие работилници учениците од 20 основни училишта од 3 општини доаѓаа во биотехнолошката работилница и го реупотребувавме отпадот.
отпадот. Правевме биофилм од лушпи од компири, правевме биодизел, правевме пектин од лушпи од јаболка. Во овој процес успеавме да обучиме околу 500 ученици и 36 наставници по природни науки, биологија и хемија од 20 училишта во 3 општини. Вела дека сликата кажува 1000 зборови, затоа и поставив повеќе слики од нашите работилници, за жал не можев сите да ги опфатам пошто беа премногу. Сакам да видите како работеа учениците посветено и со ентузијазам на овие работилници. Како втора активност која што ја реализиравме, беше со дел од биотехнолошката лабораторија со апаратурата. Одевме и спроведувавме додатни работилници во 20 училишта низ општините, каде што додатно обучивме ученици, околу 500 ученици и 27 наставници по природни науки, биологија и хемија. Во текот на овие работилници особено ни беше чест што имавме волонтери кои што ни помагаа при спроведувањето на експериментите, а тоа беа учениците кои што веќе беа во биолошката лабораторија и ги правеа експериментите, активно им помагаа на нашите експерти при правење на и демонстрирање на експериментите на нивните соученици. Исто така, како еден посебен сегмент беше селекцијата на биоотпадот од домаќинствата со цел да се реупотреби во биотехнолошката лабораторија, бидејќи за цело ова време траење ние ги замоливме учениците да носат биоотпад од дома, се со цел да се употреби во биотехнолошката лабораторија за да се подигне малку едукацијата и кај граѓаните. Ова се дел од тие работилници кои што ги правевме во училиштата. И како трета активност беше надпреварот на зелени бизнис идеи, каде што ги поканивме ученици, наставниците и училиштата кои што сакаа да размислат за некоја зелена бизнис идеја за реупотреба на отпад со цел да добијат еден нов производ и да направат мал бизнис план за како тој производ може да се реупотреби, да се продаде и како да инволвираат локалната заедница. Многу сме горди што добивме 12 училишта се пријавија на овој надпревар за зелени идеи и добивме 12 многу иновативни производи од страна на учениците, кои што подоцна ќе можете да поминете и да ги видите на масите, тие се сите изложени. Ќе ве замолам да поминете, да ви објаснат учениците што правеле, зашто навистина се многу интересни. Што добивме? Значи, Коменски доби еко креда од лушпи од јајца, Вера Циривири Трена еко харти од природни материјали, Владо Тасевски доби блок од биоотпад за екоизолација, Војдан Чернодрински еко саксија, Лазо Трповски примена на природни антиоцијани како индикатори за расипливост на храната во биоразградливи пакувања, Петар Попарсов доби биопластика. Дел од сликите кои што ги гледате тука се всушност производите кои што ги направивме во биотехнолошката лабораторија заедно со учениците и со експертите. Христијан Тодоровски Карпуш направија пелети од лушпи од јаболко, Братство направија компостара со цел да се компостира и да се добие компост, Климент Охридски направија сапуни, еко сапуни од отпадно масло, Кузман Јосифовски Пито направија парфеми од кора од портокал, Тихомир Милошевски етанол и Димитар Поп Георгиев Беровски направија биохартија од лушпи од банана. Како што веќе споменав, сите овие производи се изложени и ќе можете да поминете и да ги видите. Сега ќе ја повикам мојата драга колешка Стефани Пренковска од Екологик, проектен координатор, која што ќе објасни за кампањата како течеше и другите наши активности. Победи, Стефани. Јас сум малечко како Марко. Ти благодарам, Тамара. Мојот дел од презентацијата и она што го сработивме. Мојот дел од презентацијата и она што го сработивме е поврзано со убавата соработка која што имавме со маркетинг агенцијата Backstage, чиј тим стратешки не постави во начинот на комуникација и ни подготви детален медиа план, кој започна со имплементација во август минатата година.
Главна цел на овој медиа план беше и се уште подигнување на јавната свест за придобивките од правилното управување со органскиот отпад и неговиот потенцијал како ресурс. Во рамките на кампањата пишувавме многу, пишувавме едукативно-информативни содржини и досега објавивме 8 едукативни статии на социјалните мрежи, на веб страниците на организациите и во дигитални медиуми како Прес24, Factor.mk, Женски магазин и слично, со што темата за улогата на компостирањето како дел од циркуларна економија доби поголема видливост и допре до пошироката јавност. Се појавивме и во медиумите, со гостувања во Алфа телевизија, во емисијата Студио 10 на телевизија 24, а и документиравме убави моменти и изработивме 2 промотивни видеа. Едното со експерти од областа на управување со биоотпад, а другото посветено токму на проектните активности со ученици и наставници. Едното од промотивните видеа беше емитувано како ТВ спот на Телма телевизија во период од 6 месеци, а второто е предвидено да биде емитувано исто така на Телма во следниот период. Покрај дигиталната кампања, креиравме и дигитални печатени информативно-едукативни материјали со цел граѓаните и пошироката јавност да добијат појасни и практични информации за придобивките од правилна селекција и искористување на биоотпадот од домаќинствата. Изработивме леток, кој што го разделивме во општините и основните училишта, како и едукативна брошура, чија што главна порака е биоотпадот не е ѓубре, тоа е ресурс. И брошурата и летокот се достапни во зоната на изложени производи од страната, шаторите од страна, и слободно ве поканувам да ги земете и да ги разгледате. Јас нема да должам многу, па ќе го поканам мојот колега Кирил Ристовски од партнерската организација Флорозон да продолжи. Фала, Стефи. Ќе се дистоцирам бидејќи да не го покривам видеообимот. Оно што заборави Стефи да напомене е дека во континуитет нашиот тим работеше на подготовка на едукативни истории за начинот како може биоотпадот да се претвори во корисен материјал и начини и тековни практики кои што се веќе применети во западниот свет преку вермикомпостирање, компостирање во рови и така натаму. Сепак, морам да кажам дека во центарот на вниманието не ни беа само најмладите, односно учениците од основните училишта. Сепак, проектот се погрижи да се фокусира малку и кон граѓаните, да го слушнеме нивното мислење, нивното, да кажеме, да го процениме нивното знаење во однос на управувањето со биоотпадот и начинот на негово постапување. Пошто на самиот почеток на проектот креиравме на јавна анкета, која што беше дисеминирана по пат на социјални медиуми и беше таргетирана на територијалните подрачја од трите општини, односно Ѓорче Петров, Карпош и Кисела Вода. При тоа анкетниот прашалник постигна преку 40.000 прегледи и досек од 15.100 граѓани. При тоа, во периодот од септември до декември 2024 година, анкетата ја одговорија 840 граѓани, што представува една пристојна бројка како репрезентативен примерок за анкетата. Ќе ве замам следен слайд. Како да? Дома, неки. Океј. Како што кажа, спроведувањето на анкета е клучен дел од нашата стратегија за подобрување на еколошката свест и поттикнување на зелени практики во секојдневниот живот. Анализата на собраните податоци покажа дека најголем процент од испитаниците имаат основно или средно познавање за биоотпадот, но постои исто така недостаток за детално разбирање за процесите на негово управување и можностите за неговата трансформација. Резултатите од анкетата потврдија дека постои потреба од поголеми информативни кампањи за подигнување на јавната свест, како и подобра стратегија за комуникација со граѓаните кои имаат ниско познавање на оваа специфична област.
Она што како главни препораки кои што произлегува од досегашните активности е секако дека треба да се подобри комуникацијата со јавноста преку мултиплатформски пристап, односно треба да се користат социјалните мрежи, традиционалните медиуми, но секако и да се воспостави директна комуникација помеѓу општините и граѓаните, се со цел да се изврши дополнителна промоција на едукативни содржини кои ќе објаснат важноста на правилното правување со биоразградивиот отпад и секако да се дискутира околу потенцијалното наоѓање применливо решение. Секако тука се препорачува во континуитет одржување на јавни дебати, работилници за зголемување на вклученоста на граѓаните и секако треба да се земе предвид потенцијално комбинирање на онлайн и теренски анкети со цел да се достигне поширок опсег на испитаници. Како одговор на потребите кои што произлегува од анкетата, значи во рамки на проектот беа организирани неколку, да кажам, средби со граѓани. На 25-ти, значи пред точно година дена, во општина Ѓорче Петрови одржавме првата јавна трибина која што привлече, да кажам, многу голем интерес од страна на граѓаните со цел да продискутираме со проблемите со биоотпадот во оваа општина. Она што беше интересно е дека самите граѓани истакнаа дека се расположени да селектираат отпад, меѓутоа она што укажаа дека е недостатокот на примарна и на секундарна инфраструктура, која што ќе го олесни целокупниот процес на управување со овој вид на отпад. Понатаму следеа работни состаноци со представниците на општина Карпош, секако тука беа вклучени и граѓаните во овој процес, каде што дискутиравме за прашањето од отпадот во Карпош и воедно го наснавме прашањето за поставување на системот за селекција во оваа општина. Конечно, завршната дебата, збориме во рамки на општините, беше реализирана во општина Кисела Вода, каде што исто така повозрастна категорија на граѓани пројави значителен интерес да се вклучи во дефинирањето на потенцијалните решенија и при тоа дојдовме до заклучок дека Кисела Вода има и капацитет и, да кажеме, желба и потенцијал за воведување на системот за селекција. Ова е резултатот кој што буквално пред неколку дена го реализиравме во општина Карпош, каде што во неколку основни училишта поставивме кантикопостери и каде што имавме можност преку едукација на најмладите во самите училишта да го објасниме процесот на биокомпостирање преку употреба на опрема за оваа намена. Она што следи во наредниот период, тоа ќе биде разработка на 3 концептуални решенија за секоја општина одделно, каде што ние ќе го представиме, да кажеме, нашиот став и нашето мислење за тоа како би требало да се управува со овој вид на отпад во трите општини. Секако тоа нема да го правиме на наша рака, туку ќе предстојат тематски работни состаноци, каде што по пат на консултации ќе ги земеме предвид мислењата и на стручната меѓутоа и на вработените и на граѓаните од овие општини. Така да како финален производ од оваа активност веќе на есен ќе треба да го промовираме студијата за управување и за валоризација на биоотпадот во трите општини. Ова е тоа денеска, практично, од биоотпад до зелени идеи и она што е најважната порака е дека биоотпадот не е ѓубре, тој е вреден ресурс. Имено тоа ќе го демонстрираат и нашите, да кажам, надпреварувачи преку нивните изложбени штандови и практично ќе можат секој од нив кој што учествува во надпреварот за зелени идеи да дадат свое кусо образложение за нивниот експеримент, нивната цел и за начинот на кој што дошле до крајниот резултат. Сега ќе оповикам нашиот другар Марко да настапи со... Ви благодарам. Ете, се запознавме, така може се еден аплауз да ги поздравиме нашите говорници, кои што не објаснија нешто повеќе за проектот, иако видам дека пак ќе кажам поголемиот дел од вас добро знаете за што станува збор. Нема сега да должам, имаме презентација на промо видеото кој што говори најубаво за овој проект.
Ќе ве замолам за малце внимание, ќе можеме истото да го погледнеме на екранот тука. Најдете ја вашата идеална позиција, нели се знам дека сонцето малце јако во овој период од денот, но пробајте да уживате. Погледнете го видеото. Сме тука да ги тестираме вашите зелени бизнис идеи, да видиме дали ќе бидат успешни. Повторно се среќаваме да видиме финишот, да видиме што сме научили и што презентиравме во нашите работилници. Јас ви честитам на вашите идеи и што стигнавте до тука. Прошлиот пат ние беа нашите експерименти, сега се вашите експерименти. Значи, вие ќе не водите, а ние ќе ве пратиме и ќе учиме со вас. Многу ми е мило што низ оваа лабораторија за сите овие колку години се 4-5 помина многу деца како вас и научија многу работи. Ова е важно, бидејќи ние можеме да правиме од овој биоотпад многу корисни работи наместо само ги фрламе и така можеме да заштитуваме животната средина. Секако е многу важно за мене искуството кое што го добивам тука и навистина ми се допаѓа времето кое што го поминувам. Оваа работилница е поразлична од другите, бидејќи не е само проект кој што би го представиле теоретски или кој што би го прочитале, туку навистина можеме да ги видиме сите експерименти како би се случиле во пракса. Ја мислам дека овие работилници се доста добри и би сакал да учествувам на повеќе од нив. Тие ме учат со многу повеќе хемиски елементи да управувам и исто така ме прават да имам многу доживување и активности. Јас мислам дека искуството за овие работилници е многу битна, заради дека ние учениците и новата генерација можеме да научиме нови работи како да ја зачуваме природата. Ова искуство е многу важно за мене. Научив преку ваквата работилница дека ние храната секојдневно што ја јадеме, љушпите од овош е зеленчук, всушност не се само ѓубре, како што го сметаме, туку се многу битни ресурси и преку вакви искуства учам како да се грижам за животната средина. Јас мислам дека треба да има се повеќе и повеќе вакви работилници, бидејќи во овие работилници не само што се соочуваме со проблеми од вистинскиот свет, туку ние можеме сами да придонесеме кон некое решение. Ние преку пракса всушност тоа ќе го запаметиме, ќе ни остане во умот за што е всушност важно и кои се проблемите во светот и како можеме да достигнеме до едно решение со тимска работа. За мене е важно ова искуство, бидејќи навистина ценам тоа што пробуваме и изведуваме во живо и учам преку тоа што го правам. Ова искуство за мене е многу важно затоа што добивам шанса да ги користам овие професионални инструменти и услови. Да, за мене ова искуство е многу важно, бидејќи со вакви работилници и вакви искуства нашата еколошка свест се качува на повисоко ниво, која што во практични примери можеме да ја поттикнеме, да се развие кај нас и неа потоа можеме да ја искористиме во реалниот свет. На мене многу ми значи, бидејќи покажува дека биоотпадот не мора секогаш да биде нешто што го фрламе, туку од него може да направиме нешто ново и уште покорисно, истовремено зачувувајќи природата. Исто така многу ми се допаѓа тоа што учиме на практичен начин, а не само преку теорија. За мене овој тип на работилници представува нов тип на искуство. Се здобивам со нови знаења и имам свој придонес во почиста и одржлива животна средина. Да, исклучително е важно, бидејќи таа представува темел на нашиот живот и благосостојба. Од неа зависат чистиот воздух, здравата храна и квалитетната вода кои ги користиме секојдневно. Негрижата и загадувањето можат да го нарушат природниот баланс и да предизвикаат долгорочни последици. Сметам дека е многу важна за екологијата, за нашата планета Земја, затоа што овде може да се научат многу работи кои што се навистина потребни и со загадувањето на оваа планета Земја мора да ја помогнеме некако. Мислам дека стварно со експериментиве, со изведување на нив, со повторување можеме да докажеме многу ствари кои во иднината може да ни служат.
Да, јас многу бих сакал да учествувам повеќе вакви работилници, особено мене многу ми се допаѓа хемијата и биологијата и особено ми е интересно кога изведувам експерименти. Мене впечатокот ми е интересен, учиме да правиме како нови корисни работи. Најинтересен дел беше кога го стопивме восокот на грелката. Најинтересниот дел беше биокомпосторот и кај што можам да видам како стварно се прави биоотпадот, како се претворува во биокомпост. Најомилен дел ми беше процесот на трансформација, кога можев да видам како органските материи може да се претворат во корисен производ кој што може понатаму да го користиме. Секој ден ние луѓето произведуваме многу биоотпад кој што не е доволно реупотребен и всушност има многу лесни начини со кои што можеме да го разградиме. Најинтересниот дел од оваа работилница ми беше процесот на блендирање и добивање на пулпата. Тоа беше процес кога од обична смеса ние добивме готов лист еко харта кој што потоа го ставивме да се исуши. Сите организатори и наставници ни помага и не советува. Во работилницата најмногу ми се допадна што ја испоивме природата, екологијата, но и хемијата. И најголемиот впечаток ми е дека преку овие иновативни идеи ние можеме да зголемиме екосвесноста на луѓето, но и да го намалиме загадувањето на шумите и природата. Сведување на експериментите и гледање како испадна кај едните и кај другите деца. Најинтересниот дел од работилницата е дефинитивно изведувањето на целиот процес. Впечатокот е одличен, бидејќи во вакви услови ретко кој има шанса да изведи експерименти и многу може да се научи од вакви работилници и сметам дека е многу важно да се оди на вакви. Кога и користиме инструментите, односно праксата, а научив многу нови начини да го пренаменам биоотпадот. Најпрво научив како да заштитиме својата животна средина, а потоа научив како може од некој навистина штетен продукт да се добие нешто многу корисно. Јас научив како можеме да правиме од некои основни предмети, како например портокал, во некои корисни работи, например парфем. Научив ново како да правам нови експерименти во хемиската лабораторија и исто како треба, кои материјали и кои работи треба да се донесат за да може да се направи оваа хемиска саксија. Јас научив дека биопластиката е една одлична алтернатива. Место да користиме пластика, која всушност ја загадува нашата природна средина, биопластиката не ја загадува средината и всушност имаме позитивен одраз. Во оваа работилница ние имаме наставници и професори кои се цело време тука со нас и ни помагаат во работењето на овие експерименти. Учиме многу интересни работи, вршиме експерименти, откриваме нови работи и навистина може да се научи нешто ново, да принесеме за природата и да го направиме овој свет поубав. На оваа работилница научив ново како можам јас љушпите од зеленчук и овошје, како може да се претворат од биоотпад на биокомпост. Ние всушност тука со експериментите, место да учиме теорија, ние го применуваме тоа во вистинскиот живот. Научив многу нови работи за рециклирање на биоотпад и мене баш ме беше интересно и би учествувал на други повеќе работилници кои ќе имам. Многу е важно да чуваме за тоа што ако ја уништуваме ние неа, сами себе се уништуваме. Ние сме дел од природата. Да, важно е многу да ја чуваме животната средина, бидејќи доколку не ја чуваме, може условите за живот во таа средина во која што живееме да станат многу полоши и здравието автоматски да не стане полошо. Тоа е воедно и целта на денешниот проект со кој што се правиме со биоотпад. Важно е да заштитиме нашата животна средина, бидејќи се грижиме за сопственото здравје, за здравјето на тие околу нас и за идните генерации. Да, бидејќи ако не ја чуваме може да се загади и да влијае на нашето здравје. Таа ни е единствен дом и од нејзиното здравје директно зависи квалитетот на нашиот живот, воздухот кој што го дишаме, храната кој што ја јадеме и ако ја чуваме денес, ние остваруваме сигурен и здрав живот не само за нас, туку и за генерациите под нас. Важно е да чуваме животната средина, бидејќи најважното е ние живееме во неа и ако ние ја оштетуваме, тоа значи дека ние на себе си правиме лошо, а после тоа и на околината и на природата. Сме
пред се благодарни што не возможивте да учествуваме. Ова трае од лани, мисля, че април започнавме со посети со работилници и добивме едно искуство кое што навистина е едно богатство за нашите идни генерации. Пред се за наставниците е многу добро што нешто учествуваме на некакви работилници кои што се концизни, кои што се добро организирани пред се. Овие работилници се корисни за учениците и за наставниците, бидејќи не учат како практично да управуваме со биоотпадот. Исто така ни помагаат да ја разбереме важноста на рециклирањето и заштитата на природата. На таков начин всушност ги запознале и своите домашни од која важност е всушност самиот вид на рециклирање и користењето на биоотпадот. Секако сметам дека ваквите работилници се особено голема корист за нас, наставниците од природната група на предмети. Апсолутно дека се користи, работилниците се исклучителни, затоа што од една страна на наставниците даваат идеја и ресурси како можат да го применат она што се учи во наставата по хемија, биологија, практично во проблеми, тематики кои го засегнува секојдневното живење. На ваков начин имаме можност она што го предаваме како теорија во училниците, да им дадеме можност на децата да осетат вистинска лабораторија со вистински инструменти, вистински прибор. Имаме можност да ја споиме и да искористиме STEM методологија, така да што се спојува биологија, екологија, хемија. И изразуваат желба да продолжат на вакви слични активности. Искуството е многу се изненадени. Пред се лани кога ни завршија работилниците, прашува повторно од септември кога пак ќе одиме, пред се да се научат каде да фрлат и како да го користат и повеќе да ја ценат природата. Граѓаните да станеме совесни, пред се да научиме да селектираме. Може да почнеме од домашните услови, целиот тој биоотпад кој што се фрла навистина може да има голема економска моќ, да се заменат многу необновливи извори со некои други извори кои што ќе ни дадат и енергија. Институциите да почнат да создаваат една инфраструктура, ако сакаат тоа да го направиме во права насока, значи да обезбедат место каде контењери, место каде ќе се селектира, каде ќе се рециклира тој отпад, па понатаму значи да создаваме уште подобри услови. Да се трудиме да бидеме активни граѓани на ова наша окружување и да се трудиме што повеќе да размислуваме еколошки. Институциите би апелирала за поголема поддршка за вакво нешто, особено поддршка околу опремување на локалната средина. Целосно би ја поддржала, бидејќи циркуларната економија помага во намалување на отпадот и подобро користење на ресурсите. Животна средина и подржлива иднина. Добро е што почнуваме со помали групи и помалите групи кога ќе добијат успех, тоа може да прерасне во една голема група на луѓе. Кај граѓаните ќе се создаде нели најбитното навиката, а институцијата е должна да обезбеди услови кои што таа навика ќе биде ценета, да не биде секогаш да започнеме со нешто, а да немаме после услови тоа да го завршиме. Значи таа некоја врска граѓаните, институциите да биде значи во правилна насока за да имаме права циркуларна економија и значи малце да ја штедиме природата, да создаваме некои нови извори кои што ќе ни бидат во секојдневната пракса корисни. Секако да, сметам дека ова би било еден вид на мини, така да кажам, на жив под наводници екосистем.
сите оние кои што ни се приклучуваат од страна Збор 2, за она што ќе можат денеска да го видат, имаме изложба на 12 производи изработени со реупотреба на биоотпад кои што се тука поставени, потоа презентација на зелени бизнис идеи подготвени од ученици во рамки на надпреварот за зелени бизнис идеи, демонстрација на наградените зелени бизнис идеи за реупотреба на биоотпад, потоа отпад од 3 училишта со поддршка од биотехнолошката лабораторија и секако она најбитното тука да се дружиме и да разменуваме мислења и да си поминеме убаво. А сега е време да им ги доделиме и благодарниците на оние кои што се директно или индиректно вклучени во целиот овој проект, а секако и да ги наградиме потоа и оние најдобрите 3 проекти. Јас не ги знам кои се, за сите ќе биде изненадување, но да одиме со ред. Во ред. Вака ќе почнеме со општина Ѓорче Петров. Ќе повикам представник на основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски да му врачиме благодарница. Наставничке Веске, дојдете. Да. Веднаш потоа од Мирче Ацев, каде ни е наставничката? Ќе ви благодариме. Чекај, дај. Ајде да не стига. Манаки. Ето. Ајде. Значи, основно училиште Мирче Ацев. Основно училиште Страшо Пинџур, Даме Груев. Ке може ли наставничката да дојде? И веднаш потоа Тихомир Милошевски. Благодарам. Ајде, Верче. Повелете, благодарница за вашето учество. Благодарам. Благодарниците за остатокот од учесниците дополнително ќе ви ги дадеме, да не го одзимаме времето. Наградите треба. Добро. Сега сакам да го повикам училиштето Јан Амос Комински. Па потоа Христијан Тодоровски Карпош. Еви ги. Опа, извини. Честито и од мене, се најубаво, стварно бевте супер. Ајде. Застанете. Ајде, честито. Ете, да. Благодарам. Христијан Тодоровски Карпош. Ајде, Даниел. Честитки. Да, обавезно. Да. Владо Тасевски. И да се спремаат Петар Попарсов. Владо Тасевски. Еве ги.
Овие ти се Владо Тасевски. Не, и вие и наставничката. И наставничката. Наставничките се многу битен дел од процесот. Честито и од мене. Супер бивте, прекрасни производи. Да. Поздрав до наставничката Сонја. Ајде. Вука, ајде, оди понапред. Сега го повикувам училиштето Петар Попарсов. Да, драго ми е што ве гледам, супер бевте, стварно супер бевте. Немој да се разочарувате, затоа што нијанси одлучува. Да. Ајде понавака. Хала. Вера Цири Вири Трена. И да се спрема основно училиште Братство. Честито, честито. Многу ви беше добар производот. Да. И вие благодарницата. Основно училиште Братство. Наредно е Лазо Трповски. Ајде, честитки Јусер. Одлични бевте, девојки. И видеото намерно го оставивме 15 минути за сите да видат колку бевте сите одлични на вистина. Пијачка со микрофонот. Основно училиште Лазо Трповски. И они се тука, Даниел е. Да. Кој си работи, две ке си добие. Да. Ама со нов тим. Спремете ги. Основно училиште Војдан Чернодрински. Да. Стефи. Ајде. Екосаксија. Повели. Хвала. Благодарам. Димо Хаджидимов. Кај се Димо Хаджидимов не гледам. И Аврам Писевски. Димо Хаджидимов, па потоа Аврам Писевски. Евики.
Еве бидејќи сте многу, еве вака само малце навака ќе ве молам заради сликата. На наставничката. Да, еве вака држите. Благодариме друштвото. Благодарам. Основно училиште Аврам Писевски. Повелете, благодарам за учеството. Дојдете малку понавака, за да може да ве фотографира. Благодарам. Благодарам и на вас. И сега нашите партнери за овие 2 години, јавното предпријатие Депонија Дрисла Скопје, го повикувам Горан Трајковски да прими благодарница од се срце за поддршката која што ја имаме во овие 2 години, за учеството и за желбата да покажеме дека циркуларната економија функционира. Наша беше честа. Повелете. Опа, Благодарам. Марча? Јас би сакала сега да ги повикам училиштата од општина Кисела Вода, односно основното училиште Круме Кепески. Представник од Круме Кепески, дали имаме тука? Треба да имаме. После тоа може да се подготвуваат од основното училиште Свети Климент Охридски. Здраво. Благодариме за учеството. Дојди. Чекај. Ајде. Супер. Сега Климент Охридски може да се качат на бина, а да се подготвуваат од основното училиште Кузман Јосифовски Питу. Ова е кој е Климент Охридски? Нема. Ви благодариме за учеството. Пала, девојки и дечко. Можеш од таа страна, да? До мене. Ето така. Пала и на вас. И Кузман Јосифовски Питу. Браво, дечки, девојки. Повелете. Браво. Дојдете понамаму сега, за да не собера сите. Ви благодариме. Сега имам уште нешто да доделиме, но ќе ја повикам Тамара да... уствари Марче ќе го викнам се. Ако сакаш и Тамара, ќе ја глумам. Само, не, ќе имам проблем со висината, ќе ми треба штикли од некој да поземам. Тук имаме. Да не должам, знам дека со нетрпение сакате да ги слушнете кои се оние трите најуспешни проекти кои што беа представени како дел од проектот Граѓански активизам за остварување на циркуларна економија во управувањето со органски отпад. Па, да не должиме. Ајде да почнеме од трето место одиме према прво. Од трето према прво. Повторно Тамара ќе има честа. Потврда за освоено трето место оди на Основно училиште Кузман Јосифовски Питу. Ке замолиме представниците од Основното училиште Кузман Јосифовски Питу да повелат тука на сцената за да си ја подигнат наградата.
Знам уствари што беше преска Петар ме покани за да слушнам збор 2 повеќе за нивниот проект, но може би на вас сега да ви објасни или ако сакаш Петар после може би подобро доле да им објасниме. Подобро ќе биде доле да дојдете. Ете така, подобро доле. Уште еднаш може со еден голем аплауз да ги поздравиме, а потоа секако сите ќе се собереме таму за да ни објаснат збор 2 повеќе во врска со нивниот проект. За нивниот проект каде што од кора од Портокал, ако не се лажам, од лушпа од Портокал екстрахираат, потоа вадат парфем. Ке можете таму и да го мириснете и потоа да се ставите на вас и да мирисат убаво како што мирисам јас во моментов. Ви благодарам. Ке се видиме за кратко, а сега е време да го дознаеме и второто место. Потврда за освоено второ место оди на основното училиште Јан Амос Коменски, Еко Креда од Лушпи од Јајца. Честитки до основното училиште Јан Амос Коменски. Изработува креда од Лушпи од Јајце во различни бои. Фала. Да, тога се држам до организаторите во близина. Неплатени суфлери во оваа ситуација. Браво, момци и девики, супер. Ке во посетиме потоа и вас и вие да ни кажете збор 2 за вашиот проект. Договорено? Договорете се кој ќе разговара со мене. Мислам на кратко ќе треба да ни го објасни само проектчето. Аплауз за Јан Амос Коменски. И сега, драги наши присутни тука, време да го дознаеме и првото место како дел од проектот Граѓански активизам за остварување на циркуларна економија во управувањето со организација. Не можам да го научам, морам да го читам, да. Ама супер, повелите. Само ние знаеме што значи. Основно училиште Тихомир Милошевски, честитки за прво освоено место во надпреварот за зелени бизнис идеи. Етанол од отпад. Голем поздрав до Тихомир Милошевски. Кажете ми, некој се гудри малце во глава додека правевте експериментот или не? Многу сте ми насмеани, сите нешто. Добре, сите стигнавме до бината. Се знам, честитки со освојувањето на првото место, сепак ќе оставам Тамара да ви врачи наградата. А потоа секако ќе дојдеме и до вашиот штанд за да си направиме малку муабет, да ни објасните и вие збор 2 за вашиот проект. Честитки до основното училиште Тихомир Милошевски, ќе ве замолам со еден голем аплауз да ги поздравиме освојувачите на првото место. Ќе го рипнам сега името на проектот. Се знам. Браво, победете. Ние секако за кратко ќе се симнеме сега да прошетаме по штандовите и да си направиме муабет со сите оние кои што имаат изложувања денеска. За сите присутни истото би ви го препорачал, останете тука, сме и во наредните сигурно 1 час, час и половина, ќе се дружиме, ќе си правиме муабет и секако ќе разговараме на темите поврзани со самиот проект и за тоа што ќе работиме во иднина. Ќе оставам сега некоја минутка да поуживате во мир и тишина, односно со добра музика, да си направите разговор помеѓу себе, па потоа, како што најавив, ќе прошетам по нашите изложувачи за да си направиме краток муабет за нивните проекти. Ви благодарам за вниманието. I lose my mind, blinded by things I find.
Уствари вака сега, добро, нека биде музиката потивка да дадат изјави ако не организаторите, па потоа ќе се направиме муабет тука со представниците од основното училиште Вера Циревири Дрена. Почекајте малце да завршат со снимање и ќе се продолжиме со муабетчето, многу ме интересира што прават.